2,5 години не се долг временски период. Но на динамичната домашна јавна сцена, јуни 2017 година изгледа како далечна историја. 17 обвиненија за 18 предмети ќе бидат поднесени против 94 луѓе и 7 правни лица. Ние сепак до денес успеавме да ги поднесеме сите обвиненија за кои сметавме дека се обезбедени цврсти докази. Веднаш по пресконференцијата специјалното јавно обвинителство ги достави обвинителните акти во кривичниот суд, со што започнува судската постапка. ВМРО ДПМН е нападната. Како никогаш досега во историјата на Република Македонија, па и на цела Европа. Не се случило вако класично политичко гонење на политичките противници. Токму поради тие причини, овдека пред кривичниот суд, верувам дека гледачите можат да забележат, има се поголема и поголема група на луѓе кои што протестираат против одлуките на специјалното јавно обвинителство, за кое што велат дека се партизирани, дека СЈО работи под партиски диктат. Чие сонце на правдата изгрева во зората на 2020 година. Титаник е името на своевремено најголемиот брод на светот, чие прво патување заврши со несреќа околу 1500 човечки жртви. Иако символиката може само да се нагаѓа, Титаник е името и на своевремено првата и најголема истрага на СЈО. За првата истрага, позната како Титаник, се обара притвор за лидерот на ВМРО ДПМН и неговите најблиски соработници. Никола Груевски, Мартин Протоѓар, Кирил Божиновски, Милејана Киевски и Гордана Јанкуловска. Од моментот на поднесување на обвинението на судот ќе му бидат потребни цели 7 месеци за да одлучи што понатаму со предметот. Судот го припати обвинителниот акт на специјалното јавно обвинителство за предметот Титаник. Од тој момент до денеска закажани се 68 рочишта за предметот Титаник, но на секој 10 што требало се одржувале само по 6, додека 4 биле одложувани. За време на процесот, првоосомничениот Никола Груевски побегна од земјата по правосилната пресуда во друг случај – Тенк. Додека му се суди во отсуство, неговиот лик се врати во Скопје од Будимпешта, на корица на книга која издаде во бегство. Во предметот Тенк, правосилно осудена беше и обвинетата во Титаник Гордана Јанкуловска. За празниците таа сепак уживаше со семејството, бидејќи доби одложување на издржувањето казна затвор. По бегството на Груевски, постоеше можност СЈО да побара притвори за други обвинети во Титаник, како пратеникот Илија Димовски. Може ли кажете, вие стравувате ли од мерка? Благодарам. А за Аталију? Благодарам, ќе коментираме кој ќе види. Молам? Денес тој зборува послободно, особено од собраниската говорница. Оваа влада која што вие ќе ја предводите е истата влада на Зоран Заев, со рекордно најголем буџет, со рекордно најмал број на резултат и со рекордно најголем број на афери и скандали. Бегството на Груевски не го однесе Димовски во притвор, но тоа беше кобно за екс-министерот Милејана Киевски и екс-генералниот секретар на владата Кирил Божиновски. По месец и половина, Божиновски беше пуштен во домашен притвор, но за Јана Киевски тоа значеше почеток на серија влегувања и излегувања од затворот во Шутооризари. Сумирано сепак, ниту еден обвинет во Титаник во моментов не е во затворски притвор, ниту пак издржува казна затвор за случај на СЈО. Сите овие податоци за пловидбата на Титаник низ судските води не се обележи само за овој предмет. Напротив, случајот е парадигма за поголем дел од предметите на СЈО. Секој бран, односно секое рочиште педантно го брои и мери коалицијата Сите за правишно судење. Тоа што го гледаат и слушаат во судница, редовно го објавуваат и на интернет страницата Судско досие. Според нивната база на податоци, специјалното јавно обвинителство досега покрена 20 предмети по сопствена иницијатива до крајниот рок 30 јуни 2017 година, а застапува и уште 4 предмети преземени во фаза на судење од редовното обвинителство. Со двете обвиненија по крајниот рок, Талир и Талир 2, СЈО застапува или застапуваше вкупно 26 предмети пред судовите. Ако се иземат издвоените постапки, од тие 26 предмети, 19 се уште се во фаза на судење. За 3 предмети има првостепена пресуда, но се чека на пресуда од апелацискиот суд. Правосилна пресуда има само за 4 случаи – Тенк, Тифани, Труст и Тврдина 2. Зошто е таков резултатот?
Натали Петровска од коалицијата Сите за правишно судење има своји аргументирани претпоставки, основани врз пресметките од рочиштата кои ги следат. Болната вистина е дека дури 13 од вкупно 26 предмети барем еднаш се вратиле од почеток и тоа најчесто затоа што изминале 90 или по стариот закон за кривична постапка 60 дена, меѓу две одржани судски рочишта. Менаџирањето од страна на судот на постапките е оно што е клучно во насока на превенирање на можноста да се одлагаат овие расправи. Значи, ако антиципираме дека можеби еден породник ќе оди во пензија или дека судењето ќе трае предолго па има можност некој од породниците да отсуствува, имаше добра пракса во неколку предмети. Сега е таа пракса примената во рекет предметот, во тарифа предметот, беше и во Титаник. Имаат судиите кои што судат обезбедено дополнителни поротници, токму да се избегне оваква ситуација. Ако еден отсуствува, да може друг да дојде на негово место, за да се избегне моментот на повторување на постапката, односно започнување на постапката одново. Сепак статистиката на коалицијата Сите за правишно судење покажува дека околу половина од одложените рочишта се должат на одбраната, најчесто затоа што не дошол обвинет, адвокат, или пак тие имале барања до судот. Петровска не се согласува со тврда формулација дека судот им дозволувал премногу на обвинетите и адвокатите. Со избрани зборови сепак се согласува со дел од заклучокот. Не можам ни да го изоставам моментот дека во овие предмети кои што се високо профилирани и помедиумски експонирани, судиите пробуваат да го прикажат тој момент на еднаквост на странките во постапката, многу повеќе да го потенцираат и да некогаш, за да не ја загрозат постапката во некоја насока, да овозможат некои действија, да ги преджвакаат некои постапки на бранителите во самите постапки. Кога се во прашање одложувањата на постапките поради одбраната, за Петровска е видливо дека обвинетите во случаите на СЈО почесто се разболуваат споредено со оние во други предмети. Моментот на одлагање на расправите кога е одбраната во прашање, најчесто се покрива со отсуства поврзани со здравствена состојба, обезбедување на медицинска документација, што во друга насока може би отвора и други прашања, колку е тоа со одветниот и легитимен начин, дали тоа треба да е понатаму некој предмет на проверка, бидејќи се почесто се случува. Одбраната имам впечаток дека на моменти кога ќе најде на можност при крајот на известноста на одлагање на расправите или застарувањето на самите предмети, дека ја искористува во максимален капацитет таа можност за одлагање. Користејќи ги податоците на коалицијата и самите направивме дополнителни пресметки. Например, кои судења се процентуално најодложувани. Од предметите со барем 10 закажани рочишта, на топ 5 листата се Талир за финансирањето на ВМРО ДПМН, одложени се 100 од 112 рочишта. Тотал за затајување данок против новинарот Драган Павловиќ Латас, 75 од 100 одложени. Тендери за екс-министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, 50 од 100 одложени од вкупно 26 рочишта. Тврдина 2 против началникот Горан Грујовски и 6 негови колеги од УБК, 47 од 100 одложувања. За петото место конкурираат неколку предмети со околу 40 од 100 одложени рочишта. Титаник 3 против Исмет Гури и пратеникот на Дуи Еу Палими, насилство во општина Центар, ТНТ за рушењето на Космос и Титаник за незаконско влијание врз изборите и правото на глас. За бројките, од судот прво реагираа дека тие биле повидувања на наблюдувачите, а не по судски записник. Затоа, председателот на Скопска единица Иван Џолев не ја прифаќа статистиката дека околу 1/3 од вкупно одложените рочишта се по вина на судот. Не може да ги вклучите одложените рочишта кога причина за одлагање било тоа што списите од одреден предмет биле во апелациониот, врховниот или судскиот совет. Потоа некој од обвинетите во првостепена постапка истовремено имал јавна седница во повисок суд или бил повикан на распит во обвинителството. Доколку се елиминираат овие расправи, тогаш процентот на одложени расправи заради непотполнет судечки совет или немање технички услови за судење, што се единствени причини по вина на судот, процентот на одложени расправи би бил многу помал. Колку помал? Од Скопска единица не добивме и прецизен податок. Но и без тоа,
првиот човек на кривичниот суд вината за одложувањата на постапките ја лоцира на друго место. Како кривичен суд, надлежни сме и не интересираат само првостепените пресуди. Секако мора да се имаат предвид сите обструкции врз предметите за кои интензивно се известува изминатиот период, обемниот доказен материјал на обвинителите, префрлање на предметите од едно во друго обвинителство и други причини, кои не се по вина на судот, а кои доведоа до долговлекување на постапките. Џолев додава и дека судот ги искористил сите правни мерки да ги санкционира адвокатите кои го користеа ангажманот на повеќе предмети за одложување на рочиштата. Вината пак, што голем дел од рочиштата се повторија пред првостепената пресуда, тој ја гледа во случајот Рекет. И самите сте сведоци дека по приведувањето на Катица Јанева потребни беа неколку месеци за политички договор, каде и кој ќе продолжи со застапување на предметите. За тоа време судот насрочуваше расправи кои беа одлагани заради немање овластен обвинител и заради проток на 90 дена. Дел од предметите почна од почеток. Кантарот и мечот на јустиција сепак не мируваа секогаш само поради надмудрувањата на странките и судот. Низ архивите најдовме барем 10 случаи каде рочиштата се одложиле, затоа што обвинети лица не биле спроведени на судење од притвор. Директорот на надлежната управа за извршување на санкциите признава дека на стартот може би имало такви проблеми. Меѓутоа во овие 2 години некој месец тој проблем во однос на обезбедување на возила е комплетно надминат. Со тоа што поголем дел од возилата се купени како нови и опремени специјализирани за спровод на осудени или на притворени лица. Стојановиќ вели дека сега имаат многу поголем број на случаи кога самите судии ги откажуваат спроводите, дури и додека комбето е на пат кон судот. Кога станува збор за одложување или пак за неисполнување на судска наредба, тоа она што јавноста не го слуша или не го гледа, дека често пати самите суди се јавуваат и одложуваат рочиштата поради не може да се одржи тоа рочиште комплетно како што е кој има повеќе учесници во тоа сослушување или во тој настан. Оно што сега ние го направивме, значи затоа што Републичкиот судски совет се жалеше дека нема доволен број на спроводи, задолживме лица директно кои што се посочени за комуникација со судиите кои што ги организираат спроводите и сега значи реализираме спровод и по телефонско јавување. И додека сите институции велат дека совесно си ја вршат својата работа, фактите велат дека по 2,5 години судење на над 100 обвинети лица од страна на СЈО, меѓу кои поранешен премиер и министри, зад решетки се само 2 лица. Едниот е бизнисменот Сеат Кочан кој доби 4 години и 8 месеци затвор за труст, случај во кој беше осуден за незаконско добивање тендер во 2011 година за ископ на јаглен и јаловина за рек Битола. Вториот жител на Идризово од предметите на СЈО е Ѓоко Поповски. Помошникот на министерот за внатрешни работи беше осуден на 4 години и 6 месеци затвор за тенк, случај за набавката на блиндираниот Мерцедес. 360 степени побара и доби согласност од Поповски за интервју во затворот Идризово, како единствен функционер што досега заврши зад решетки. Но барем во моментов не добивме зелено светло од управата за извршување на санкции. Така, засега во јавноста останува неговата изјава која даде пред судиите на апелацискиот суд при јавната седница за случајот Тенк. Ако не можете по магарето, удрете по самарот. Првата реплика за неговиот став Поповски ја доби веднаш по тоа рочиште. По однос на поговорката што ја спомна обвинетиот Ѓоко, меѓутоа во овој случај и по коњот и по самарот ударено, така да не мислам дека не држи во овој случај ова што го спомна, затоа што се опфатени сите кои што се дел од целокупниот процес на набавката на возилото. Нема овде некој што не е опфатен. Обвинителот Бубевски во тој момент секако беше во право дека во тој случај се опфатени сите инволвирани лица, но речиси година и половина подоцна, уште повеќе во право е Ѓоко Поповски, и тоа не само за случајот Тенк. Поговорката лесно може да се прилепи на големиот Титаник и на сите останати предмети на СЈО, во кој засега релативно мирно пловат речиси сите обвинети.